Учениците од Основното музичко балетско училиште Лазомице Фрале од Кавадарци од денеска понатаму ќе можат наученото на концерти да го презентираат во новата концертна сала која беше свечено пуштена во употреба. Концертната сала општината ја градеше со помош на USAID, Европската команда на Соединетите Американски држави и бизнис секторот. Исто така со денешната свеченост се означи и крајот на реновирањето на просториите на музичкото училиште. На свеченоста присуствуваа заменик помошник администраторката на бирото на USAID за Европа и Евроазија, Гречен Биркл, подполковникот Ерик Рајс од војното аташе на Соединетите Американски држави, градоначалникот Митко Јанчев, советници и представници на USAID. Од USAID во изјавата за медиумите ја нагласија важноста на овој објект, кој во партнерството со општината се градеше во изминатиот период. Од 2008 година до денеска, за овие 10 години, USAID заедно со училиштето, со општината и со сите донатори што се од самата општина, бизнис сектор, родители, наставници, успеавме да направиме едно музичко современо училиште со една концертна сала, од една барака руинирана да се пресели музичкото училиште во новата зграда, а потоа да изградиме и оваа концертна сала во која ќе можат децата да ги покажат своите знаења и сето тоа што ќе го научат во училиштето. Во сите овие работи USAID учествуваше со $90,000 во овие 10 години зборувам, за двата проекта, додека општината и училиштето потрошија околу $200,000 за сите овие работи. На ова се додаваат уште сите донатори, спонзори од самата општина и сите родители и наставници кои работат во училиштето. Сето ова во интерес на нашите деца, сите работиме за нивната иднина, за повеќе да научат и подобро да си ги искажат своите научени знаења. Овој проект се реализираше во рамки на активностите кои што ги има Македонскиот центар за граѓанско образование, кој што во соработка со USAID и Европската команда на Американската војска успеа во изминатите 10 години да направи нешто кое што е гордост не само за град Кавадарци, не само за нашата организација, него за цела држава Македонија, затоа што ова што го гледаме денеска тука е веројатно едно од најубавите училишта не само во Македонија, туку и во регионот. Ние традиционално со општина Кавадарци имаме прекрасна соработка која што се базира пред се на доверба и взаемно инвестирање во она што го работиме. Како што кажа и Лири, инвестициите се многу помали од наша страна, ефектот е многу поголем, инвестирањето од страна на општината, на Министерството за образование и наука, на локалната бизнес заедница, на родителите, на наставниците, на учениците, буквално на сите доброчинители кои што сакаат ова училиште да биде ова што е денес. Така да резултатот од нашата соработка е музичко училиште, концертна сала, балетска сала, услови за средно училиште кое што веруваме дека набрзо ќе успее општина Кавадарци да го добие и пред се уште стотици и илјадници награди кои што овие ученици под водство на директорот и на професорите од музичкото училиште ќе ги освојуваат и ќе видат гордост за сите нас. Горда сум на ова широко партнерство помеѓу Европската команда на САД, USAID, општините и локалните заедници воспоставено за реновирање на училиштата. Преку ова партнерство од 2011 година Европската команда на САД има инвестирано над $1,5 милион за реновирање на 63 училишта, вклучувајќи го и вашето, паралелно работејќи на развојот на етничката кохезија во Македонија, истакна Биркл. Градоначалникот Јанчев пак во своето обраќање на свеченоста ја нагласи важноста од зајакнувањето на граѓанските вредности кај младите со цел тие да станат активни учесници во своите заедници и да градат силни пријателства со врсниците. Чест ми е што општина Кавадарци е домаќин на овој свечен настан за кој што прославуваме заедничко стигнување во обезбедувањето на условите за одвивањето на воспитно-образовниот процес на нашите деца. Денес сме сведоци на напредот на ова училиште, на овие наставници и ученици, кои се доказ за тоа дека се работи заеднички, посветено со голем ентузијазам, нема недостижна цел. Наставниците имаат важна улога и благодарна улога да ги учат младите на меѓусебно почитување и разбирање со работка и улога како општина да ги поддржуваме во заложбите, но и да обезбедиме услови за нивното успешно работење на конкретни иницијативи. Во таа насока, благодарение на повеќе годишната тесна соработка на USAID,
ни се отвори можност да учествуваме во реновирање на училиштето и во изградба на новата концертна сала, со што им возможивме на младите музичари да го развиваат својот талент, но покрај тоа и да изградиме концертна сала и нови училници и училишта. Уште поважно е тоа што создадовме простор за развој на талентот кај младите, место во кое ќе можат да стекнуваат искуство заедно со создавање услови и подлабока, односно потранспарентна идеја. Нема овој настан да биде потик и повик за уште една поактивно да не се движиме кон подобро општество. Ќе биде потик и за подобро утро на општина Кавадаци да можеме заеднички со нашите талантирани деца да направиме да имаат подобро утро и подобри услови за самите ученици. Јас, како домаќин, како градоначалник, упатувам срдечна благодарност до ИЗДИ и Европската команда на армијата на САД и несебичната поддршка која даваат заедно да учествуваат во вакви проекти во повеќе општини во Република Македонија. Искрено сме дел од тие проекти и сум многу благодарен како општина и градоначалник што можеме да учествуваме и заеднички да формираме. Уште еднаш ви благодарам за квалитетното образование и за квалитетниот кадар кој ќе го градиме во овие институции. Ви благодарам. Новата концертна сала е од големо значење и за училиштето, рече директорот Златко Јованов. Што добивме ние како училиште од нашиот град? Нашиот град доби уште една голема капитална инвестиција, голема зграда која овозможи да нашите просторни услови кои не ги исполнуваат за нашите стандарди за настава кои ги имавме претходно, сега ни возможи уште подобра иднина наша во делот на завршување на нашите наставни планови кои ги имаме како просторно, за да добиеме концертна сала, за подобра изгледа на нашите ученици, да се покажат нивното знаење. Исто така добивме балетска сала, која до ден денеска 10 години бевме почири во Домот на културата во нашиот град. Исто така добивме сала за традицијски инструменти, тоест народни инструменти, и горен спрат го добивме како просторни услови за индивидуална настава кои што кај нас во нашето училиште во Подрумов не ги исполнуваа стандардите за одвивање настава. Ние не само како училиште што добивме вакви просторни услови, туку доби и нашиот целокупен град, што сите културни институции што ги организира и локалната самоуправа и нашите граѓани може да ја користат ова концертна сала за да си ги прикажат нивните знаења во делот на културата. За присутните на денешната свеченост, учениците во музичкото училиште изведоа и скромна културно-уметничка програма.